Првиот човек на локалната самоуправа во Македонска Каменица, градоначелничката Сонја Стаменкова, започна да одржува средби со граѓани околу креирањето на буџетската политика на општина Македонска Каменица за идната 2021 година. Традиционално, како и секоја година, и оваа година започнавме средба со граѓани за креирање на граѓанскиот буџет, меѓутоа оваа година заради специфичноста на ситуацијата, средбите се одржуваат онлайн, а средбите со местните заедници ќе се одржат со минимален број на учесници, со преходно разгледани барања од самите местни заедници. Вчера одржавме првата онлайн средба со Сдруженија на граѓани и невладин сектор, каде учесниците имаа можност да дадат своји предлози, барања, идеи, да учествуваат непосредно во креирање на буџетот, како и изминатите години. Главна забелешка и од нивна и од наша страна беше дека заради специфичноста на ситуацијата дел од програмите посебно на невладиниот сектор останаа нереализирани. Па во тој правец се движеа и дискусиите дека годинашните програми и проектите треба да бидат прилагодени на новата состојба. Сите средби со местните заедници, со младите и останатите целни групи ќе се одржат во наредните 2 недели и заеднички со резултатите кои што се од прашалникот кој што се наоѓа на официјалната страна на општината и резултатите од средбите со граѓаните ќе бидат добра основа да се креира буџетот за 2021 година. Како учесници на овој виртуелен состанок беа вклучени представници од невладиниот сектор кои се неизоставен дел од каменичкото општество. Поразговаравме со председателката на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, која беше дел од оваа средба. Се зборуваше за креирање на буџетот, поточно за средствата кои не беа доделени од страна на општина Македонска Каменица претходната, значи оваа година 2020, дали се искористени средствата поради пандемијата што е во моментот, како планираме да ги искористиме и како планираме во текот на наредната година, што проекти, пошто сите знаеме дека не знаеме до кога ќе трае пандемијата и како ќе биде, па на каков начин ќе понесеме проекти и дали ќе бидат реализирани. За 2020 имавме аплицирано за 3 проекти, од кои беа невозможни да се одржат, значи да се реализираат, пошто ние сме еден вид група на граѓани од најризична категорија и не бевме во можност да ги реализираме и не ги имаме уште ни земено средствата, така да бевме во контакт со градоначалничката, ќе видиме ако може нешто да се пренаменат и да ги искористиме за друга намена, пошто сепак сме категорија на граѓани од ризичен фактор. А за наредната година, значи апликациите ќе бидат во јануари, почетокот на јануари, така да останува уште да ги разгледуваме можностите, значи да направиме состаноци со родители колку сме во можност поради пандемијата и да видиме дали ќе аплицираме со какви проекти, така да во моментот не можеме да кажеме ништо. Со своји предлози, барања и идеи, каменичките организации зедоа своје учество во креирање на буџетот уште во самата почетна фаза, без кој општината не би можела да функционира и представува основа за успешна работа на општинската администрација во следнава календарска 2021 година.